ни покажа каде ни е местото и во НАТО, и во Европската Унија. Ни покажа дека нашето столче е до Норвешка. Почитувани граѓани, од 193 земји членки на Обединетите нации, ние имаме честа да бидеме 30-та земја членка на најмокниот воен сојуз во светот. Затоа, почитувани мои сограѓани, драги пријатели и роднини, ова време пред кое што сме исправени е време на историски момент и треба одлучност, треба калкулантство. Не треба да има калкулантство, треба да има изграден став, затоа што во ова време се носат историски одлуки и ова шанса не смееме да дозволиме да ја пропуштиме. Јас разбирам да бидеме различни политички. Јас разбирам да имаме и делби по одредени прашања во Македонија. Но овој пат прашањето е што можеме ние да направиме за Македонија, а не Македонија за нас. И затоа не гледате како сме здружени заедно. И бизнисмени се со нас, и спортисти се со нас, и синдикатите се со нас, и коморите се со нас, сите се со нас. Граѓанските организации ја водат борбата, тие се предвестници на Европската Унија и НАТО. Сите сме здружени и сплотени. И затоа е редот да застанеме заедно, сите во Македонија по одредени прашања. А ова е прашање и момент на кој што треба да застанеме сите. Зарем Македонија, зарем нашите деца и зарем нашите внуци не се доволна причина да застанеме заедно. Затоа и од мојата струмица ќе се обратам до опозицијата. Ние можеме да се биеме политички и на економски план, и на планот на реформите, и на се друго. Но заедно треба да застанеме заради Македонија, заради нашите деца, заради идината на нашата земја.